Серскиот револуционерен округ ги опфаќал на источните и југоисточните делови на географската и етничка Македонија, односно пределите на Егејска и Пиринска Македонија. Овој револуционерен округ со својот североисточен дел граничел со кнежевството Бугарија. Предностите на оваа територија се во смисла на нејзината близина до границата, до државната граница, сега веќе со кнежевството Бугарија, каде што голем дел од организационите подготовки на револуционерните чети, голем дел од материјалните средства што се подготвувале, од оружјето што се подготвувало за да се внесе во Република Македонија, се одработувало во пунктовите на револуционерната организација во близина на границата. Исто така, овие пунктови биле многу згодна база за лесно и да се избега во случај на опасност во Серскиот округ, значи да се избега на безбедно место и да се спасат и војводите, четниците и другите револуционерни активисти, нели, од Серскиот револуционерен округ. Од друга страна пак, близината на границата значела и територија прва на удар на врховистичките чети кои што навлегувале исто така од територијата на Бугарија. Особено во еден период во предилинденското востание, кога е поизразено тоа недоразбирање, тоа судирање меѓу четите на Македонската револуционерна организација, така наречени централистички и врховистички чети, значи оваа територија е најжестоката арена каде што се случуваат овие судири. И серските војводи, значи скоро сите биле постојано на два фронта, од една страна борбата со врховистичките чети, од друга страна, нели, другата опасност, турската власт, башиболзуци, војска и така натака. Пресвртен момент во развојот на организацијата во Серскиот револуционерен округ бил назначувањето на Гоце Делчев за учител во Банско, есента 1896 година. Тој го создал војводскиот кадар за округот. Покрај вклучените револуционери во редовите на Македонската револуционерна организација, кои што немаат претходно борбено искуство, ставот на Македонската револуционерна организација, кој што исклучиво го почитува Гоце Делчев и го поттикнува во праксата, е да се привлечат и искусните ајдучки војводи од претходниот период. Меѓу нив се Илија Крчовалијата, Атана Стешовалијата и нели други слични како нив. Илија Крчовалијата, наречен Крчовалијата заради неговото потекло од селото Крчово, Демирхисарско, е и првиот војвода во Серскиот округ, односно според неговиот четник Илија Димков, тој е војвода на првата чета формирана од страна на Гоце Делчев во Серскиот револуционерен округ. Оваа чета станала на некој начин и четничка школа. Значи, Гоце Делчев го респектира неговото борбено искуство, неговата возраст, неговата обученост да се снаоѓа на теренот во секакви услови. Од четничката школа на Крчовалијата се издвоиле храбри војници, како што биле Георги Радев и војводите Атана Стешовалијата и Иван Даскал од Капарначаушот, Георги Спанчовалијата, Димитар Катаналијата. Илија Крчовалијата во 1899 година станал околиски војвода на Неврокопската чета, а од 1902 година повторно бил Демирхисарски околиски војвода. Со таа чета учествувал во акција спроведена за ликвидирање на познатиот Арамија и врховистички приврзеник Дончо, кој дејствувал во Пиринско и во Малешевијата.
За првата чета во Серскиот округ, четата на војводата Илија, секретар бил одреден еден од помладите четници, Ѓеорги Баждаров. Тие двајцата се познавале уште од детските години на Баждаров, затоа што потекнуваат од исти крај, и со тоа е зајакната нивната меѓусебна доверба, но војводата бил борбено способен да ја предводи четата, ама не бил грамотен човек, не бил способен да ја работи таа секретарската работа, и во принцип секогаш секретарите на четите биле земани од редовите на помладите учени луѓе, кои што можеле да ја покријат оваа потреба. Баждаров во своите спомени го опишува Крчовалијата како силен човек со среден раст и широки плеќи. Имал над 50 години и доволно искуство да ја познава во целост Пирин планина. Местата каде што се заканувала опасноста од османлиите, но и местата каде што било безбедно да се преноќи. Дедо Илјо бил неписмен, но неговата природна интелигенција го здобила со почит од четниците и останатите војводи. Ѓорги Баждаров во своите спомени ќе ја опише оваа способност на искусниот војвода, како што го нарекувале и неговите четници заради возраста дедо Илија, Крчовалијата. Тие, учеле доста за сите тие искуства да се делува во илегалност, да се опстои во сите услови, во нелагодниот терен, во нелагодните временски услови и така натака. Сепак синоним за револуционерните активности во Серскиот округ е името на војводата Јане Сандански. Тој својата прва воена обука ја стекнал од 1892 до 1894 година во Кјустендил, при што се стекнал со воениот чин постар водник или помлад унтерофицер. Во 1897 година Јане Сандански влегува во Македонија како борец на Врховниот македонски комитет. Тогаш тој го доживува и своето прво воено крштевање, здобивајќи се со рана во левата рака. После ова, Сандански си извлекол заклучок и во своите спомени пишува: "Тогаш се зареков, никаде да не мрднам, никому да не му станам слепо орудие, додека добро не разберам како стои работата со ослободителното дело внатре во Македонија." Со делото на МРО бил запознат од страна на Гоце Делчев. Со Гоцевата помош формирал мала чета со која во април 1901 година од Бугарија навлегол во Македонија. Тој тогаш бил назначен за мелнички околиски војвода. Освен отпорот против османлиите, Сандански се борел и против врховистите. Неговата прва чета се движала лево од реката Струма со цел да се исчисти реонот од врховистичкото влијание. Јане Сандански играл улога и на војвода агитатор. Тој добро проценил во која насока да делува меѓу народот. Најчесто е истакнувал потребата од самостојност во борбата. Се обидувал да ги убеди народните маси дека најсигурно е да се потпираат на сопствените сили. Војводата Јане ги организирал селата и градовите, апелирал за само вооружување, зашто и самиот собирал пари. Недостатокот на оружје бил еден од проблемите кој требало да биде решен. Заклучува дека населението е сиромашко за набавка на оружје и дека не може да смета на Врховниот комитет, на чие чело по апсењето на Борис Сарафов е генералот Сончев, човек на бугарскиот кнез. Во овој округ може да забележиме дека се одиграло и најспецифичното грабнување на некоја значајна личност, што често се случувало во организацијата пред илинденскиот период, како еден начин за добивање на материјални средства, за да може да се вооружуваат четниците. Но најзапаметен случај и највпечатлив е грабнувањето на американската мисионерка Елена Стоун.
Тоа е општо познато како една афера која што имала одзив и во меѓународни рамки. Значи, тоа со подводството на Јане Сандански се случило од страна на војводите од Серскиот револуционерен округ и целата оваа приказна завршува успешно и за организацијата, но и за двете грабнати жени. Тоа се случило во август 1901 година, на патот кон селото Банско, каде мис Тон се движела со својата придружничка Цилка, протестантка од македонско потекло. Започнува вистинска драма, која ќе добие популарност во меѓународни рамки. За време на престојот на мис Елена Стон и Екатерина Цилка во четата на војводата Сандански, треба да се потенцира големата љубезност, коректност и грижа на војводата и неговите придружници кон двете жени. И самите тие во своите спомени војводата Сандански го нарекуваат добриот човек, ги опишуваат неговите човечки доблести и неговите покажани емоции, особено кон бебето што го родила Цилка. Бидејќи начинот на кој што тој ги решаваше историските јазли на македонското прашање, например со аферата Мистон, тој се издигна во светски рамки и тој и даде на македонската гледна точка светско значење. По неколку неуспешни обиди на турските официјални војски да ги ослободат заложниците и поводените преговори преку посредници, на 20 јануари на војводата Јане Сандански му се исплатени 14.500 лири. Потоа, откако целта била постигната, мис Тон и Цилка биле ослободени кај струмичко село Градошорци на 10 февруари 1902 година. Во односа на мистонските пари, се покажало дека Јане Сандански успешно ја завршил сета таа активност на пленување на еден странски државјанин, во случајов американски. Во тоа време било позитивно да се биде таков друмски или планински борец. Меѓутоа, парите биле неопходни за вистинските насушните потреби на организацијата, иако постоели и други видови или извори на финансирање на организацијата, меѓутоа во конкретниот период тие пари биле неопходни за купување на оружје и муниција. Дел од тие пари во спомените можеме да прочитаме дека искористил Коце Делчев и им ги дал на гимиджиите, оние млади луѓе револуционери со анархистички, да речем, идеолошки насоки. Војводата Јане Сандански од првото негово навлегување во четата во Македонија се окружил со интелигентни четници. Андреј Казепов, Стоју Хаджиев, Петар Милев, Георги Стрижовски и други. Уште пред аферата со мис Тон, нему му се придружиле и учителите револуционери Крсто Асенов, Сава Михајлов, Александар Китанов, Георги Данчев и бројни местни и селски раководители на организацијата. Некои од поранешните ајдутски војводи, како што се Илија Крчовалијата и Атана Стешовалијата, стравувале дека војводата Сандански нив ги искористил само како груба воена сила во отпорот кон врховистите и дека сега сака да ги замени со поинаков, поинтелигентен профил на четници. Во една прилика дури се отворило дискусија за улогата на онаа категорија што ја спомнавме од Илија Крчовалијата, од повозрасните, од поискусните четници. Дури доаѓа во дадени моменти до меѓусебни вербални пресметки меѓу нив, но тоа е навистина незначително во однос на нивното заедничко делување понатака. Разгледувале дури прашања дали за да се одржи дисциплината на војводата, дисциплината на револуционерот, за да се задржи неговата целокупна посветеност на делото, се поставувало и прашањето дали е добро
да тој има и свое семејство, заради тоа што нели тоа ќе му одзема време, енергија, ќе го расколеба во дадени моменти и тука нели постои во одредени ситуации стравот да не се попушти во она организациона дисциплина. Додека на територијата на Македонија се решавале и прашањата на составот на четите, во Софија се донесува решение за востание. Гоце Делчев оттаму заминува за Македонија. Меѓутоа, ако ги следиме интересите на сите вклучени актери во овие настани, ќе забележиме дека постојат и луѓе кои што биле заинтересирани за неуспех на една таква активност. Можеме да ги бараме тие фактори и во лицето на луѓето кои што потекнувале од Врховниот македонски комитет, па и кои што го воделе, но исто така и во лицето на оние луѓе кои што потекнувале од различните балкански пропаганди во овој период. Српската, грчката, бугарската. Тие биле најдоминантни. Но во секој случај патот од Софија Гоце го води кон Македонија. Постои сеќавање од Ѓурче Петров пред да замине за Македонија, дека како да ја пречувствувал својата судбина, како ќе се одвива во наредните месеци. Нивното збогување било доста впечатливо, како за последен пат, па дури самиот Гоце барал да се фотографираат и се случува тоа да го направат заедно со Никола Малешевски, исто така нивен близок соработник. Таа фотографија е зачувана, ја има. И тие тројцата се фотографирани, дури и кога ќе се загледа сликата, фотографијата, се насетува некоја меланхоличност во ликот на Гоце. Сепак тој преминува бугарската граница и преку планинскиот предел навлегува во Серскиот округ. Добива официјално соопштение дека востанието е изгласано и тргнува на посета на серските чети, на кои им соопштува нови вести. Кон крајот на 1902 година и почетокот на 1903 година, кога интензивно во редовите на Македонската револуционерна организација се отвара прашањето за кревање на востанието, значи како и во другите револуционерни окрузи, во Серскиот револуционерен округ се прават повеќе средби, советувања, дискутирања. Едно од тие советувања на војводите и на раководителите од Серскиот револуционерен округ започнува од крајот на 1902 година во селото Каракој и тие дискусии траат и понатака, нели, и во јануари 1903 година, значи се разгледува најсериозното прашање дали е зрела состојбата за кревање на востание. Се изнесуваат објективните состојби од теренот, односно се констатира дека навистина вооруженоста не е на тоа ниво на кое што би сакале организаторите да биде, но со оглед на тоа дека веќе од раководните структури стигнуваат информациите дека е донесена одлуката за кревање на востание, во Серскиот револуционерен округ се чувствува една поголема вознемиреност заради чувството на неподготвеност. Дури Јане Сандански стои на тој став дека не се подготвени за востание и со неговата бунтовна природа, дури во дискусиите, во неговиот разговор со Гоце Делчев, па и по прашањето за соработка сега со врховистичките чети, бидејќи ставот на Централниот комитет после одлуката за кревање на востание е во востанието, значи и врховистичките чети и централистичките чети заеднички да се борат против турската власт, турската војска, турските басибозуци. И Јане е малку непомирлив по однос на ова прашање, но разумниот Гоце Делчев
ја прави проценката на состојбата реално таква каква што е. Значи, одигрува голема улога во стабилизирањето на оваа атмосфера во Серскиот револуционерен округ и тргнува да се одработи уште што може, значи да биде рационален, да биде практичен. Решено било востанието да се крене на Крстовден 14 септември, и тоа преку терористички акции од четите по железниците и мостовите далеку од селата. Многу помалку ја знаат каква е ситуацијата, со оглед дека претходно биле во одредено заточеништво, па сега се веќе на чело на задграничното представништво. Конечно, идејата на Гоце Делчев и нему блискиот Ѓорче Петров била да не биде едно широко востание во конкретниот момент, повеќе тоа да бидат партизански герилски активности, поголемо раздвижување на четите, за да се обезбеди и доволно време целиот тој вооружен и четнички и револуционерен потенцијал во Македонија да се оспособи и во соодветни услови тогаш да се крене масовно. Меѓутоа, додека се постигнат тие, да речам, фактори, сепак се одело на некои пократки, подинамични, повпечатливи активности. Од тука и е акцијата на Гоце Делчев за организирање на диверзантски активности, познати се тие кои што ги изведува кај мостот и кај тунелот, па исто така и кај реката Ангиста или Анжиста. После четвртиот ден советување во Каракој се јавила опасност од откривање, па четите решиле да се преместат на друго место. На предлог на Крчовалијата се префрлиле во една голема карстна пештера наречена Капе, која била во подножјето на планината Али Ботуш. Таму Гоце Делчев одржал еден од неговите славни говори. Со четниците од тој реон, на самиот влез од пештерата, и на некој начин Гоце е оној секогаш кој што бил многу близок до својот четнички кадар и до народот, па така постои сведоштво од неговиот биограф, од Пео Јаворов. Гоце не држеше говор, Гоце секогаш се исповедаше. Гоце не ги убедуваше другите луѓе, туку самиот со себе ги расчистуваше мислите. Па од тука и оној позната негова мисла пред луѓето кои што го слушаат во пештерата Капе, дека доколку би се случило едно ослободително движење, тој би сакал едно востание кое што ќе обезбеди ослободување на македонското население, а не на македонската земја. Гоце е секогаш близок на својата првична определба, дека ослободителната идеја мора да биде идеја на секој оној кој што ја населува етничка Македонија. По они архивски материјали кои што ги имаме, се спомнуваат 70 до 80 четници. Покрај тоа што се дискутирало за можностите за востание, дури и имале тактичка вежба. Па вежбале ноќно вооружено напаѓање на определена област, нешто така едно воено маневарско подучување, со оглед дека и самиот Гоце бил воено образован. До поголеми судири во текот на востанието дошло во Демирхисарско, Мелничко, Неврокопско, Разлошко и Горноџумајско, а во акциите заеднички учествувале и врховистичките чети по налог на ЦК и МРО. Дошло до неуспешна соработка со врховистите, кои го прекршиле договорот за востание и набар го избегале назад преку граница во Бугарија. Гоце Делчев тргнува кон Солун и по патот за да може да се сретне нели со повисоките раководни структури на организацијата. По патот еден дел од патот го придружува и еден од церските војводи Димитар Буштанов. Димитар Гуштанов е еден од македонските револуционери и интелектуалци. Тој завршил право во Швајцарија, во Лозана.
Во Македонија учителствувал во повеќе места, а пак во 1902 година ќе биде назначен за директор на Серската педагошка школа. Од Гоце Делчев, Димитар Гуштанов ќе биде назначен за инспектор на четите на Македонската револуционерна организација во Серскиот револуционерен округ и ќе действува во тој регион. Инаку Димитар Гуштанов бил еден од приврзаниците на Гоце Делчев, на Јане Сандански, на Пејо Јаворов во врска со идејата да се организираат атентати во Серскиот револуционерен округ, затоа што сметал дека тој округ се уште не е доволно подготвен за едно општо восстание, така што тој ќе земе учество заедно со Гоце Делчев во март 1903 година во извршување на атентатот на мостот и тунелот кај реката Ангиста. Во последните мигови од животот на Гоце Делчев, Димитар Гуштанов бил заедно со него и тие заедно учествувале во битката во селото Баница Серско на 4 мај 1903 година, кога двајцата ќе загинат во борба со османлиската војска. На 6 мај во Баница бил закажан конгрес со цел да се разговара за очекуваното восстание. Кога Гоце Делчев пристигна во селото на 2 мај, османлиската војска под водство на неговиот школски познаник Хусеин Тефиков веќе била длабоко навлезена во теренот. Битката траела 30 часа. Веќе наредниот ден селото Баница било изгорено до темел, при што загинало голем број невино население. Имало повеќе жртви, но во секој случај најверојатно станува збор за збирна една сумарна бројка и на настрадени селани и на четници. Меѓутоа, самите соборци кои што биле со Гоце тешко го проживуваат тој чин. Дури на 17 мај дел од нив има храброст да напише јавно известување до населението. Тоа го прават преку бугарскиот напреден вестник Изгрев со датум од 17 мај, каде што е објавен официјалниот некролог за Гоце Делчев. Иако некрологот поминува како напишан од редакцијата, меѓутоа по стилот и изразувањето се претпоставува дека е на Димо Хаджи Димов. Ѓорги Делчев, тоа свето и милозвучно име е веќе мртов труп. Ѓорги Делчев, тој безпримерен револуционер, наследник на Левски, ученик на Гарибалди, едномисленик на Ботев, не е меѓу живите. И знаеш ли ти о несреќ на земјо, лулка на крв и солзи, мајка на маченици, доилка на херои? Знаеш ли ти кого загуби на 4 мај? Ти го изгуби о несреќ на земјо, најпреданиот, најрешителниот, најсмелиот, најдоблесниот свој борец. Ти ја изгуби половината од душата на твојот буден страж. Македонија, на 4 мај, ти го изгуби Делчева. Си видел ли човек кој нема смелост мравка да настапи, а со олимписко спокојство се фрла како тигар среде непријателот? Георги, ти умре, но твоето име го шепоти секоја изгорена македонска душа. Поклон пред твојот легендарен живот, пред твојата железна волја, пред твојот светол ум. Поклон пред твојата бесмртна памет. Тодор Паница е роден на 2 јули 1879 година во подунавското место Орахово, во учителско семејство, но откако останал сирак, некој ќе го одгледа неговиот чичко. Во Варна, каде што тука во Варна тој завршил и гимназиско образование. Ќе го одслужи, односно ќе служи 3 години воен рок, но при крајот на војниот рок тој веќе ќе избега од касарната, ќе се приклучи во редовите на Македонската револуционерна организација,
односно веќе ќе почнува да действува во Скопскиот револуционерен округ како четник при четата на војводата Никола Пушкаров. За време на Илинденското восстание ќе действува во Куманово и Кратовско и ќе учествува во многу битки во текот на Илинденското восстание. Тој се решава да се вклучи во македонското револуционерно движење за да се бори за слободата на својот братски народ. По Илинденското восстание веќе во 1904 година тој ќе премине во Серскиот револуционерен округ, тука веќе ќе се поврзе со Јане Сандански и ќе биде именуван за војвода во Драмскиот регион, односно како драмски војвода во тој регион. По Илинденското восстание продолжиле врховистичките четнички навлегувања на територијата на Серскиот револуционерен округ. Војводата Јане Сандански ја предводел борбата за пресметување со овие чети. Најголем судир со врховистичките четнички сили, војводата Сандански, поддржан од селската милиција, имал во април 1905 година. Битката се одиграла кај селото Кашина. Врховистичката чета, предводена од офицерот Јурдан Стојанов, била целосно разбиена. 7 од врховистите паднале убиени. 43 четници се предале, а капетанот Стојанов бил ранет и одвај избегал во Бугарија. 6 од заробените врховисти, кои што имале извршени злосторства, биле предадени на револуционерниот суд. 4 од нив биле осудени на смрт. Неколкумина заробеници побарале да останат со Сандански, а останатите 30 биле протерани назад преку границата. Во 1910 година младотурската власт покренува акција за разоружување на населението. Сандански пркоси на оваа наредба во интерес на безбедноста на народот и успева во целост да го задржи оружјето во Серскиот округ. Пред и за време на Илинденското восстание во Мехомиско Разлошко, како војводи ги среќаваме Лазар Томов и Симеон Молеров. Исто така и Лазар Топалов за време на Илинденското восстание бил војвода на селската чета од неговото родно село Белица, Мехомиско. Како војводи во Серскиот округ пред Илинденското восстание делувале и Андреа Димов, кој во 1901 бил горноџумајски војвода, откаде учествувал во аферата Мис Тон. Иван Јонков Апцаров, кој од 1902 бил назначен за војвода на чета во Банско, Илија Дилберов, Дилбер Илија, по препорака на Гоце Делчев, бил назначен за војвода во Горноџумајско. Приврзаници на неговите идеи, меѓу кои се Ѓорги Скрижовски, Чудомир Кантарџиев, после 1904 година и Тодор Паница, кој што доаѓа од Скопскиот револуционерен округ. И тие по восстанието, значи кога се случуваат првите недоразбирања, првите пукнатини во редовите, ако може така да кажеме, во редовите на Македонската револуционерна организација, првите и идеолошки веќе разидувања, тие остануваат на страната на идеите на Јане Сандански, го поддржуваат во времето на младотурската револуција, значи учествуваат заедно со него нели во сите активности како војводи на чети во младотурската револуција. Во времето на Балканските војни, овие војводи скоро сите се активни како војводи на чети во ослободувањето на местата, особено низ Пиринскиот и па дури долу, нели, низ Егејскиот дел до Кавала, ослободувањето на овие места од турците. Но по војните, тие што останале живи, се ориентираат кон левичарските, условно речено, движења во македонското револуционерно движење и заради нивната близина предходно со Јане Сандански, заради нивната верност на оној курс што го трасирал Јане Сандански, ги нарекуваат санданисти под едно нели општо име и заради нивното делување и потекло како војводи потекнуваат од Серскиот округ, инаку родум голем дел од нив и не се од Серскиот округ, например Паница родум е од Бугарија.
ги нарекуваат и серчани. Или пак заради федералистичките идеи ги нарекуваат и федералисти. Ние практично со Јане Сандански добиваме една светска фигура во балканскиот политички пейсаж, која и до ден денес со својата мистерија на историските околности во кои действува, се покажува личната саможртва на самотијата како историски непреценето, безценето богатство кое влегува во трезорите на една меморија. Тоа е Јане Сандански. Јане Сандански, Илија Крчевалијата, Гоце Делчев се само дел од војводите што оставиле трага во Серскиот округ. Ѓорче Петров при една беседа за Гоце Делчев има кажано дека за таков храбар, револуционерен дух потребно е само да се презрат личните интереси. И тогаш сите би можеле да бидат налик на овие